Добар ден, почитувани, следите уште една нова тема амбуланта. Дијабетесот е една од водечките причини за губење на видот. Покачениот шеќер во крвта ги оштетува најфините крвни садови на окото и често промените напредуваат без симптоми, се додека не стане предоцна. Затоа не е доволен само обичен преглед за диоптрија, туку детален преглед со ширење на зениците за навреме да се откријат оштетувањата. Кога се применува лазерска терапија, кога се дават инекции директно во окото и може ли со современ третман да се зачува видот? За сето ова денеска разговараме со професор доктор Весна Димовска-Јорданова, офталмолог. Останете на тема, а како и досега ќе имате можност да се вклучите во програма со ваши прашања. Во денешната тема амбуланта го поставуваме прашањето како дијабетесот го оштетува видот. Одговор ќе побараме од професор доктор Весна Димовска-Јорданова, офталмолог од здравствената групација Промедика Систина офталмологија, но работите во Систина офталмологија. Да, точно. Добар ден и добре ни дојдовте во тема амбуланта. Добар ден, Марија, благодарам за поканата и драго ми е да сум денес тука. Зошто дијабетесот се смета за еден од најголемите непријатели на видот? На кој начин покачениот шеќер и нерегулираниот шеќер во крвта го нарушува здравието на овој орган, на органот за вид? Дијабетесот дијабетесот всушност представува едно системско заболување, кое што во тек на својата еволуција, во тек на својот развој, доведува до компликации на различни органи. Меѓу тие органи кои што страдаат од дијабетесот во текот на неговата еволуција е и дијабетичната ретинопатија, значи една од компликациите, всушност најсериозната компликација, заради тоа што развојот на дијабетичната ретинопатија понатаму доведува до значајно нарушување на видот. Инаку дијабетичната ретинопатија припаѓа во групата на така наречени микроваскуларни компликации на дијабетесот заедно со дијабетичната нефропатија и дијабетичната невропатија. И сега зошто настанува оштетувањето, односно зошто... Значи споминавте, се извинам, дијабетична нефропатија и невропатија. Тоа значи страдат малите крвни садови на бубрезите и на мозокот? Не, малите крвни садови на бубрезите, меѓутоа невролошки имаме промени на целиот нервен систем, тоа вклучува и како би рекла, промени на нервите кои што се рефлектираат на различни органи со различен вид на последици. Така, меѓутоа окото е еден од првите органи што страда од дијабетесот. И оно што е важно е исто така, сега само овде една мала дигресија, дека многу често дијабетичната ретинопатија е поврзана со дијабетична нефропатија, односно дека пациент кој има проблем со очите и има развиена дијабетична ретинопатија, често има и проблеми со бубрезите, односно дијабетична нефропатија. И сега да се вратиме на дијабетичната ретинопатија. Проблемите започнуваат всушност од малите крвни садови, од капиларите и се врзани за она што промените кои што ги предизвикува нивото на нерегулираниот шеќер во крвта. Заради тоа што доаѓа до промени во зидот на самиот крвен сад, значи до така наречена зголемена пропустливост на крвните садови и понатаму потоа развој на цел еден низ на промени кои што се поврзани во крајна линија со промени потоа и на големите крвни садови, со појава на крварење на очното дно, различни видови на засегање на структурите на окото. Значи покрај дијабетична ретинопатија може да настане и катаракта, односно заматување на леќата како компликација на дијабетичната ретинопатија, а најтешката форма на дијабетична ретинопатија, така наречената пролиферативна дијабетична ретинопатија, може да доведе и до крварење во стакластото тело. Инаку, за да биде појасно за гледачите, во однос на класификацијата ја делиме на две, условно кажано, поголеми групи, односно форми. Првата форма е така наречена непролиферативна дијабетична ретинопатија, која што може да биде како блага, изразена како блага форма, како умерена, и тоа се состојби каде што уште може дел од промените да бидат реверзибилни со регулирање на нивото на шеќер во крвта. Веќе во фазата на тешка и многу тешка дијабетична ретинопатија, состојбата е значајно потешка, заради тоа што може да настане така наречен дијабетичен макуларен едем. Тоа значи дека во пределот на центарот за вид доаѓа до акумулација на течност, односно собирање на течност во слоевите на мрежницата
и настанува задебелување на мрежницата во тој дел. Тоа доведува до заматување на видот и диабетичниот макуларен едем е всушност компликацијата кај диабетичната ретинопатија која доведува до најзначајно нарушување на видот, а понекогаш дури и до губиток на видот. Доколку состојбата понатаму напредува со развој на нови крвни садови, настанува така наречена пролиферативна форма на диабетичната ретинопатија, каде има создавање на нови крвни садови кои имаат патолошка градба, заради тоа многу лесно крварат и настануваат уште посериозни промени на очното дно. Нелекувана, нетретирана пролиферативна форма на диабетична ретинопатија може да доведе до крварење во стаклестото тело. Ако тоа крварење трае подолго време или ако се повторува, се создаваат така наречени мембрани, значи дека тоа се нересорбирани крварења, односно остатоци од крварење, тука и може да ја повлечат мрежницата и на тој начин да доведат до олепување на мрежницата, односно до така наречена секундарна или тракциона аблација. И она што е исто така многу сериозна компликација, тоа е со развивање на така наречен неоваскуларен глауком, односно покачување на очниот притисок заради тие новосоздадени крвни садови, и ова е една од најрезистентните форми на глауком во смисол на третманот, кој што на крај може да заврши не само со значајно нарушување на видот, туку и со симптоми како што е тоа постојана болка, видот е намален, едно чувство на непријатност, црвенило на окото, постојано солзење. Значи тоа се тие најсериозни компликации на диабетичната ретинопатија. И сега се извинувам, само да се вратам, можеби требаше со тоа да почнеме, во смисол на епидемиологија, колкава е застапеноста на диабетичната ретинопатија, односно на промените на окото. Некаква, ако се поставува прашањето колкав број на луѓе денес во светски рамки боледуваат од диабетична ретинопатија, зборуваме за било која форма, таа бројка се движи некаде околу 103 милиони. Меѓутоа, околу 1.300.000 луѓе се слепи како резултат на диабетичната ретинопатија. Во однос на поединечните форми, значи вкупната преваленција, односно застапеност на диабетичната ретинопатија се движи во рамки од 22 до 35%, а на потешките форми во смисол на пролиферативната некаде околу 7% и на диабетичниот макуларен едем тука некаде исто така бројката, што би можело да биде интересно за гледачите. Така. Професорке, дали диабетес тип 1 и тип 2 влијаат исто или пак различно на последиците на видот? Во однос на последиците, значи она што е најважно за прогресијата и за развивањето на диабетичната ретинопатија, тоа се два фактори на ризик. Едниот е времетраењето на диабетот, а вториот фактор е она што ние го нарекуваме метаболна регулација, односно нивото на регулираност на шеќерот во крвта. Во однос на последиците и во однос на време на треењето најнапред, колку време треба да биде пациентот со нерегулиран шеќер и покачен шеќер во крвта за да дојде до овакво нарушување? Генерално се смета дека значи кај диабетот тип 1 промените може да настанат и порано, а секако се поврзани со времетраењето на диабетот. А кај диабетот тип 2 промените се регистрираат покасно и во некакви рамки, ако зборуваме за тоа после колкав период се појавува диабетичната ретинопатија, некои студии покажуваат дека над 10 годишно траење на диабетот, кај над 10 години, дека 25 до 50% од лицата имаат некаква форма на диабетична ретинопатија, а доколку таа бројка, односно тој период на време траење е подолг, некаде 15 до 20, дури 75% може да имаат некаква форма на диабетична ретинопатија. Дали тоа само кај пациентите со нерегулиран шеќер во крвта или кај сите пациенти со диабетес постои ризик да дојде до нарушување на видот? Не, зборуваме за пациенти кои имаат нерегулиран шеќер во крвта. И тоа да се разјасни. Да, и кои што имаат во континуитет подолг период на нерегулиран шеќер во крвта. Некогаш и не знаат дека има диабетес. Офталмолошкиот преглед е всушност првиот кој што ќе укаже на некое вакво сериозно заболување. Така е, точно. Некогаш пациентите, некогаш и диабетот го откриваме и во услови кога пациентот доаѓа на еден рутински офталмолошки преглед, претходно не ни знаел дека има диабет и често пати во тек на прегледот, после прегледот кога разговараме со пациентот и земаме така наречена анамнеза,
а евидентни се промените на очното дно, луѓето не знаат дека имале дијабет. Тоа се должи на фактот дека има една фаза, една состојба на болеста која што може да трае различно долго, додека не е зафатен центарот за вид, не мора да имаат симптоми во смисол на намалување на видот. Кај оние кои што не знаат дека имаат дијабет. Кај оние кои што знаат дека имаат дијабет, значи офталмолошкиот преглед кај дијабетес мелитус тип 1 треба да се направи 3 до 5 години од поставување на дијагнозата. Додека кај лицата со дијабет тип 2 во време на откривање на дијагнозата веднаш треба да бидат упатени на офталмолошки преглед. Така, бидејќи не се знае колку време колку време претходно веќе имале дијабет. Има ли некои симптоми кои што може да ги забележат пациентите што имаат дијабетес, кога станува збор за нарушување на видот? Повторно ќе кажам, во зависност од фазата на развојот на промените на очното дно. Кој е првиот симптом? Летечки, мушички можеме да прочитаме? Да, меѓутоа не е тоа симптом кој што се поврзува со дијабетичната ретинопатија. Тој симптом ние го поврзуваме многу често со промени во стеклестото тело или со промени на периферија на мрежница кои што може да доведат до други посериозни состојби како што е тоа како што е тоа појава на расцеп на очното дно, значи на периферијата на мрежница, па тука ние се плашиме од настанување на евентуална аблација. Не се само летечките, мушички, значи кај лицата кои што имаат веќе почетни промени од дијабетот, сепак треба да дојде, настанува одреден степен на намалување на видот. Или имаат потреба од често менување на очила, а всушност проблем не се очилата, туку проблем е она што се развива на очното дно. Им се замаглува видот? Да, може да се замаглува видот, може да имаат потреба од промена на наочарите, се жалат на заматен вид, се жалат дека предметите кои што ги гледале претходно добро, сега не ги гледаат доволно добро. Така да тоа се тие први симптоми. А во однос на боите? Има промени, да, има промени и во колорниот вид. Заради тоа што промените кога се локализирани во ниво на центарот за вид, тука се наоѓаат најсуптилните структури на окото кои што се одговорни за тој фин, прецизен вид и распознавањето на боите. А доколку пациентот се пожали на заматен вид и на промени во боите, дали тоа значи дека болеста напреднала? Дека не е во почетната фаза? Не се само тоа симптоми. Ако болеста напреднала, тогаш секако дека има промени и во видната острина, а има промени и на очното дно. Вие на почетокот кажавте нешто што се однесува генерално и тоа е многу убава порака и за пациентите да го знаат тоа, дека кај лица кои што имаат васкуларни состојби, при тоа мислам на особи кои што имаат хипертензија, како и особи кои имаат дијабет, кога се бара клинички преглед или кога пациентот ќе дојде за промена на очила или поради недефинирани проблеми со видот, задолжително прегледот се прави на широка зеница, заради тоа што може да нема, да речеме кај дијабет тип 1, почесто се развива еволуцијата оди во правецот на развој на пролиферативна дијабетична ретинопатија, а тие може долго време да имаат добра видна острина, заради тоа што не се развива толку често дијабетичен макуларен едем, кој се развива почесто кај пациентите со дијабетес тип 2. Така што самата видна острина или добрата видна острина кај пациенти со долгогодишен дијабет не мора да значи дека нема промени на очното дно и дека нема некаков степен на развој на дијабетична ретинопатија. Значи не е доволен еден обичен офталмолошки преглед за диоптер, например, за да се откријат промените? Да ви кажам, значи, не само што не е доволен за пациент со дијабет, туку еден обичен офталмолошки преглед без ширење на зеница не е доволен дури ни за кога станува збор за катаракта, заради тоа што често на тесна зеница може да не биде забележано дека пациентот има почеток на катаракта. Така што офталмолошки преглед, ако ништо друго, барем првиот офталмолошки преглед кога пациент со одредени проблеми доаѓа кај офталмолог, треба да биде направен на широка зеница, се разбира со одредени исклучоци. При тоа мислам дека веднаш не можеме да шириме, не смееме да шириме зеница кај пациент кој доаѓа прв пат, а за кој не знаеме
дали каква му е градбата на окото, во смисол дали има отворен или затворен иридокорнеален агол, заради тоа што кај пациенти со затворен иридокорнеален агол ние може вештачки да предизвикаме со ширење на зеница, доколку не биде претходно пациентот комплетно испитан, може да предизвикаме покачување на очниот притисок. Меѓутоа генерално сега ги поврзувам овие две работи, тоа е нешто што офталмолозите го знаат и затоа секогаш треба да се земе и добра анамнеза, ако пациентот доаѓа прв пат да се распраша за не само за неговите ризични фактори, дали има некакво системско боледување, туку е многу важна и фамилиарната анамнеза, значи семејната анамнеза. Како изгледа тој преглед со проширени зеници? Еве да започнеме од аплицирањето на капките во окото. Колку за да се прошират зениците? Колку време потребно за зеницата да се прошири? Значи, еве да почнеме со тоа како изгледа, како тече целиот преглед на пациент кој што има диабет, за кој не знаеме дали има промени на очното дно или нема, или кој има некои почетни промени, особено кај пациентите со диабетичен макларен едем, а ние не сме сигурни колку она што го гледаме клинички и она што потоа го гледаме со диагностичките методи, сепак понекогаш се разликуваат. Значи, прво доаѓа пациент на преглед, лекарот го прашува пациентот како вид на проблеми има, како вид на тегоби има, она што реков, семејна анамнеза, ризични фактори. Ако каже дека има хипертензија, дека има диабет, колку време трае тоа, како го регулира диабетот, а потоа предходно, пред да влезе кај лекарот, се проверува како гледа, ако прво без очила, ако носи очила за далечина, потоа со очилата се проверува каква е видната острина. Втора работа е мерење на очниот притисок, за да знаеме дали можеме да шириме зеници веднаш или треба да се направи уште нешто. После тие подготовки на пациентот следи ширењето на зеници со капки кои што се ставаат секако во окото, нели? Капки за ширење на зеници, ама треба да се внимава тоа да бидат капки со краткотрајно дејство на ширење на зеници, заради тоа што кога ќе се расшират зениците, видот е нормално заматен и ако пациентот дошол со сопствено возило и вози, треба да му биде напоменато дека не смее да вози во таква состојба. Во принцип, кај пациентите кои имаат диабет, понекогаш може потешко да се шират зениците, особено кај повозрасни особи. Може да не се прошират воопшто? Па за да не, ако не се прошират воопшто, значи дека има и некаков друг проблем, дека не е само проблемот за кој ние се сомневаме, туку дека може да има и некакви други промени, да речеме во смисол на состојби кои што влијаат на широчината на зеницата. После направениот клинички преглед, во зависност од наодот на очното дно, меѓутоа дури и кога наодот на очното дно е нормален, денес имаме, нормален, крвните садови може да бидат променети и најчесто се променети како некаква рана фаза, кога зборуваме за така наречена диабетична ангиопатија. Значи, кога нема други промени на очното дно, туку има само промени на крвните садови. И во таков случај, со оглед на тоа дека денес навистина во диагностиката во офталмологијата исклучително брзо напредува, имаме можност, мислам дека не во сите офталмолошки амбуланти, меѓутоа во голем број на офталмолошките амбуланти, да се направи така наречена оптичка кохерентна томографија. Оптичката кохерентна томографија е метода со која што ни ги прикажува структурите на окото на напречни пресеци, меѓутоа тоа е со таква резолуција и со таква, би рекла, прецизност, па ние ја споредуваме со магнетна резонанца на другите структури и уште се нарекува заради тоа што дури ги гледаме промените на слоевите на ретина во микронски вредности, уште е наречена и така наречена оптичка биопсија. Значи, ако може да кажеме дека денес апсолутно се смета дека оптичката кохерентна томографија предизвика вистинска диагностичка револуција во офталмологијата. И заради тоа кога имаме пред себе пациент кој има диабет, кој се жали на некакви проблеми, нема
промени се уште кои што може да бидат видливи при клинички преглед на очното дно со обичен клинички преглед, секогаш, особено ако пациентот прв пат доаѓа, препорачуваме да се направи оптичка кохерентна томографија. Тоа да биде задолжително. Тоа да биде, тоа е веќе стандардна метода, заради тоа што може да има некои промени на ниво на центарот за вид, на ниво на макула, кои што може да бидат клинички суспектни или клинички не може доволно да бидат диагностицирани во смисол дали навистина има или нема, заради тоа што некои промени е потребно да се следат. Значи не мора да значи дека секоја промена бара во моментот некаков третман. Туку едноставно ако процениме дека да речеме кај блага и кај умерена форма на диабетична ретинопатија, ако нема намалување на видната острина и ако нема промени во центарот за вид, тогаш не се превзема третман, туку се следи. Секако при тоа едно од главните прашања кои ги поставуваме кај пациентот е каква му е метаболната регулација на диабетот, односно каква е состојбата со така наречениот гликозилиран хемоглобин, кој е параметар и ни ја покажува просечната вредност тромесечната вредност на шеќерот во крвта, бидејќи она што е многу важно е дека не само шеќерот во крвта тогаш кога е измерен, нели? Туку шеќерот има 24 во крвта има 20 во тек на 24 часа има значајни варијации. И тие варијации исто така придонесуваат за развој на диабетичните компликации, односно за диабетична ретинопатија. Ке ги вклучиме гледачите, почитувани од овој момент можете да поставите прашање во денешната Телма амбуланта на телефонскиот број што е веќе или ќе биде наскоро испишан на екранот. Професорке, продолжуваме понатаму. Го опишавте прегледот, дали е тој непријатен? Не, освен тоа што после ширењето на зеница малце е нејасен видот, нема зошто да биде прегледот непријатен, заради, мислам, и не е, заради тоа што денес има современи помагала од типот на лупи кои што се ставаат пред окото, значи не мора да биде ставено помагалото на самото око, иако кога имаме потреба од одредени интервенции, да речеме како што е тоа лазер фотокоагулација, тоа мора да се прави со одредени други помошни средства. Кога директно се прилепува? Да, директно се прилепува, меѓутоа претходно се ставаат капки за локална анестезија и самата призма, како што се нарекува помагалото, се става внатре еден гел, флуид еден, за да не се предизвика некаква гребаница на окото. А што ако пациентот има покачен очен притисок, а има потреба за ширење на зениците? Тогаш се прави испитување на широчината на иридокорнеалниот агол. Тоа значи дека ако аголот на пациентот, а тоа е во кај 90% од пациентите е отворен иридокорнеалниот агол, и ако имаат глауком со иридокорнеален агол, кај тие пациенти доколку притисокот во моментот на прегледот не е премногу висок или ако е притисокот регулиран, кај тие пациенти сепак шириме зеница, повторно ќе нагласам, со краткотраен мидријат. За да едноставно имаме добри услови за преглед, за да биде направен преглед како што треба на очното дно и за да биде точно проценета ситуацијата, бидејќи тоа е многу важно во смисол на тоа дали пациентот понатаму само ќе го следите или треба да биде закажан некаков третман. Ке ги вклучиме гледачите. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Поздрав до докторката и поздрав до сите вас во студиото. Ви благодарам многу. Видете дека, јас сум пациентот, одам на кај докторката, меѓутоа од 2019 година изгубих веќе контакт со докторката. Примам бетоптик, примас. Меѓутоа сега бев на една контрола во Штип и ми дада онитомолол. Дали да продолжам или како да ми каже докторката како можам да дојдам до неа. До неа, како да направите преглед кај неа. Ви благодарам за вклучувањето во програмата, само да немате уште некој дополнително прашање или тоа е се? Не, ако нема, се исклучи тоа. Да, ако се исклучи во ред. Тоа е пациентка која има глауком и за глаукомот прима терапија. Бетоптик повеќе не може ни да се најде заради тоа што не се произведува. Унитимолол е еден од тимололот. Унитимолол е лек кој што е од групата на така наречени неселективни бета блокатори
и го намалува очниот притисок преку намалување на создавањето на очната водичка. Сега ова што прашува пациентката дали може, јас не би можела вака без преглед да кажам дали е доволно да става само унитимол или евентуално треба некоја модификација, некоја промена на терапијата. Сепак долго време јас лично не сум ја прегледала, веројатно одела на контроли кај незиниот офталмолог, би можела да дојде на преглед во Систина, да направиме барем основни испитувања, тоа е видно поле и оптичка кохерентна томографија, и да видиме дали оваа терапија е доволна или евентуално би требало да се промени. Кој глаукомите во принцип се започнува со монотерапија, тоа сега ја мешаме темата, се започнува со простагландински аналози, меѓутоа сепак сите нови протоколи напоменуваат дека потребен е индивидуализиран пристап во лекувањето на секој пациент. Да. Мислам, ставот во однос на тоа кој лек треба да биде прва терапија на избор апсолутно е неспорен и тоа се простагландински аналози. Меѓутоа кај нас тие не се рефундираат и пациентите си ги плаќаат приватно, така да има и други моменти кои влијаат на одлуката. Така. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до водителката и до докторката. Ви благодарам. Ќе молам вака, јас сум диабетичар, Добро. а инаку аблација имам на двете очи. Првото око 81 година, као средношколец, на час по физичко со топка ниску, ме удрија и во Скопје леже во болница, ми рекоа дека не се врши операции и ме несе во Београд, ме прави операција аблација. Ме направи операција. После извесен период, 2017 па на другото око исто аблација, сега прашање до докторката ми е. Во Скопје, која ме прави операција во приватна ординација, ми откри докторот ми кажа дека оперираното око во Београд ми било пломбирано. И сега на тоа око добивам перде, видот што го имам полека го купам, а на десно, на другото око што ме прави овде операција, видот го немам. Затоа после операцијата овдека на другото око во приватната добив и очен притисок, се искомплицира, видот ги изгубив. Дали може ова око што е пломбирано од Београд, која ми кажа дека е пломбирано, таму не ни кажа, дали може да се направи операција на перде? Тоа ми е прашање. Така. А видот го немам. Да немате професор кој што некој прашање или тоа е се? Не. Само колку што забележите на тоа око кој што е претходно оперирано 81 година, воопшто не гледа пациентот. Така таму не, на тоа око гледа, но тоа окото е пломбирано. Не, другото око. Тоа око комуницира. Да, со тоа гледа. Со тоа гледа, така. Но има сега на тоа око катаракта има, а на другото кое што не било во 80-тите оперирано, на тоа гледал претходно на операцијата, по операцијата повеќе не гледа. Сега не гледам веќе. Сега веќе не гледате, така. Шеќера сум, со инсулинска терапија сум, со таблети, со инфаркт, со срце, со се тромбоза, со низа компликации. Со сите болести. Така. Една комплицирана состојба. Да. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што би можела да советувате? Од ова што му кажам дека окото е пломбирано, што значи тоа окото е пломбирано? Значи дека е направена операција со ставање на така наречена пломба. Значи, тој вид на операција на аблација, затоа што постојат различни видови. Денес аблацијата воглавно се оперира со методата на витректомија. Меѓутоа, ова е поодамнашна операција и на окото и за да се, како би рекла, за да лаички кажано, за да се прилепи таа одлепена мрежница, во тоа време е ставена пломба. Операцијата, ако пациентот има катаракта сега, секако би требало да оди, особено заради тоа што тоа е единственото око со потенцијал за гледање, би требало да се направи еден офталмолошки преглед, заради тоа што треба да се види каква е таа катаракта, во кој степен е, како и да е. Таа катаракта би требало да се оперира без оглед на степенот на заматување. Меѓутоа, треба претходно да се направат испитувања како што е тоа ехографија, преглед на широка зеница. Ехографијата треба да покаже дали позади на мрежницата, значи дали состојбата е стабилна и дали доколку се оперира катаракта, самата операција би придонела за подобрување на видот или не. Ако позади окото, ако таа мрежница
бидејќи се случува, а операцијата е одамна направена, ако настанала реаблација, значи повторно одлепување, тогаш нема смисол да се оперира катарактата, меѓутоа сепак треба да се има во предвид дека со оглед на тоа дека пациентот е и со диабет и дека понекогаш ако не се оперира катарактата може да настанат други компликации, да дојде до покачување на притисокот од презревање на катарактата, така што значи секако она што мора да го направи е да си направи еден комплетен офталмолошки преглед, каде што ќе биде кажано ова што беше кажано овде во емисија и ќе бидат направени сите дополнителни испитувања за да се процени дали навистина после операцијата ќе има некакво подобрување или нема да има. Што со оние пациенти кои што имаат бројни последици од дијабетесот? Што за нив значи интервенција на окото? Од ваков тип, да речеме, операција на катаракта, може да доведе до компликации? Мислите, кои што имаат... Пеете проблеми со покачен крвен притисок, па инфаркт имале, атеросклероза, проблеми со бубрезите. Така, значи, во минатото операциите дури и операциите на витректомија, кои што се најсериозен вид на операции во офталмологијата, во смисол дека траат и подолго време, денес се изведуваат со многу едноставна анестезија, значи покрај капки може да се дадат само и да се даде анестезија околу окото, без и тоа е се што се прави во тек на операцијата за да може, мислам како анестезија, за да може хирургот да се заврши работата. Меѓутоа, секако дека пред операција потребно да се направат одредени испитувања, не зборувам само за офталмолошки, туку зборувам и за испитувања како што е тоа преглед од анестезиолог, каде што се бара крвна слика, се проверува каков е крвниот притисок, многу е важно каква е висината на шеќерот во моментот кога ќе биде не само кога ќе биде опериран пациентот туку во тој период, а многу е битно и дали прима антикоагулантна терапија. Значи се тоа фактори кои треба да бидат земени во предвид, меѓутоа тоа не се причини поради кои операцијата треба да не биде направена доколку има офталмолошка индикација и доколку има услови за тоа. Имаме гледачи, ќе им дадеме можност да се вклучат во програма. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Да прашаме нешто, докторка, во гледам тука на телевизија. Така. Со окото десно ми имам крварење и примам некои инекции за чистење, ама уште не се чисти и као мрежа имам. Каде ви крварењето? Белката ви крвава или внатре во окото ви? Внатре во окото внатре. А имате покачен шеќер во крвта или не? Шеќер имам, но се ми околу 5-6 тука се креќа. Добро. Професор, уште некој прашање да имате или тоа е доволно за дадете? Дали пациентот бидејќи примал инекции во окото, дали примал една инекција или примал повеќе инекции на... Повеќе инекции примам скоро цела година. Тоа значи дека вие имате компликации од шеќерот на очите, така? Така ви е кажано. База од шеќерот е што ли имам важно крварење на окото и во цело окото шеќерот крвта е растурена, знаеш. Така, значи имате претосам крвни садови внатре тие што се формираат. Најверојатно. Па може да прснал некој крвен сад, па да има крварење. Да. Ви благодарам. Да, и сега примавте инекции, тоа се тие анти-ВГФ. Така. И сега прашање, имате некакво подобрување? Па не, имам некоја мрежа како магла на окото, знаеш, имам на десното око. Така, имате мрежа. А дали имавте подобрување после некоја од инекциите или после неколку инекции? Имаше малце подобрување, па се поремети тоа сега и не знам, на месец-два примам по една инекција. Така. Да, ви благодарам за вклучувањето во програма. Сега доаѓаме до втората револуција во офталмологијата според мене. Тоа ни беше следното предвидено. Ја скокнавме лазер фотокоагулацијата, но може после да се вратиме. Значи, ова што гледачот сега што го објасни, начинот на кој што се лекува, се работи за, со оглед на тоа дека кажа дека има крварење, се работи за пролиферативна диабетична ретинопатија, веројатно, скоро сигурно, каде што има ново создадени крвни садови и веројатно имало не само крварење на очното дно, туку и крварење во стаклестото тело, заради тоа што рече дека има заматување на видот и има како мрежа пред очите.
Антивегеф терапијата е нов вид на терапија. До некаде до првите инекции во окото како антивегеф терапија се дадени како во форма на препаратот бевацизумаб, започната терапија во 2004 година, или Авастин генеричкото името под кое што е лекот повеќе познат. И таа терапија е давана во така наречена off-label форма. Тоа значи дека лекот не е примарно регистриран ниту ден денес за офталмолошка индикација, туку е примарно регистриран за колоректален карцином за лекување. Меѓутоа е забележено дека кај ваков тип на пациенти, не само пациенти со диабет и со компликации од диабетот, туку и кај пациенти кои имаат влажна форма на макуларна дегенерација, потоа кај пациенти кои имаат ретинални венски оклузии, во минатото се користеше терминот тромбоза, дека доведуваат до подобрување на состојбата и подобрување на видот. Од некаде периодот на 2004 година наваму, следува еден период на вистинска револуција во офталмологијата во смисол на појава на нови видови на антивегеф лекови на пазарот, осовременување на овој вид на терапија и појава на нови лекови кои што имаат подобри карактеристики. Тоа значи дека секоја генерација од овие лекови има одредени нови карактеристики во смисол на подобрување на состојбата после давањето на таа терапија. Меѓутоа, она што треба да се има во предвид е дека прво не би зборувала поединечно за лековите, ги знаат пациентите, во моментот има повеќе она што е на пазарот, што е во светот познато и одобрено од Европската медицинска агенција, тоа е присутно и во Македонија за среќа, значи има и Авастинот го има од 2014 година, тогаш почнавме прво со него на клиниката за очни болести, а потоа следуваше Афлиберцепт, односно Елиад 2018 година, потоа Броуцизумаб и односно Фарицимаб и Броуцизумаб. Тоа се нови лекови и сите се наменети за овие три медицински индикации, освен Фарицимаб и Броуцизумаб, кои што не се наменети за пациенти кои имаат ретинални венски оклузии. Зошто е ова важно? Заради тоа што и кај ретиналните венски оклузии има настанување на макуларен едем, значи на оток во центарот за вид, и кај заради промените кои што настануваат на очното дно. Можеби требаше на почеток да кажам зошто настануваат новите крвни садови, да направам мала дигресија. Имам уште 20 гледачи. Само накратко, колку инекции треба во око да се стават? Во зависност од состојбата, од овие три медицински индикации, по протокол се ставаат 3 до 5 инекции. Со препаратот Аилија, кој што беше првиот препарат од постарата генерација, условно да кажем, 2 милиграма, кај пациентите со диабетичен макуларен едем се става 5 инекции на месечна основа. Што ако се повтори проблемот, тебе се гледачот кажа? Треба да се има во предвид она што треба да го знаат пациентите, дека ова е терапија која навистина овозможува подобрување на состојбата. Меѓутоа терапијата е хронична. После апликација на тој првиот циклус на инекции, без разлика дали се тоа 3 или 5, треба да има одреден целта на лекувањето е да се проложи интервалот помеѓу инекциите, што значи колку може од една врз основа секако на одредени протоколи кои што се изразени во недели, од 8 недели па натаму, значи треба да се намали бројот на инекции, а да се одржува состојбата доколку таа се подобрила. Може доживотно да се примаат овие инекции? Па има пациенти кои со години ги примаат овој вид на терапија, а значи ефектите на терапијата се следат со оптичка кохерентна томографија. И дали се болни пред да преминеме на следниот гледач? Да. Инекциите, самата интервенција трае многу кратко, 5 минути интервенцијата, подолго време трае подготовката, додека го подготват пациентот, па нели да се пребрише оперативното поле, окото, да се подготви хирургот. Самата интервенција трае многу кратко, со локална анестезија во форма на капки, не се останува во болница да се лежи, потоа се препишува една терапија во тек на 7 дена, затоа што се дава
терапија против, како би рекла, против воспаление, против инфекција, затоа што сепак ние правиме, тоа е сепак операција и колку што мене ми е познато во Македонија се прави исклучиво во операциона сала, заради тоа што се смета сепак за операција, иако на запад се препорачува и така наречена чиста соба, односно стерилни услови за изведување на интервенцијата. Да ги вклучиме останатите гледачи. Добар ден. Јас сум Велитија. Вие сте во програма, повелете. Вака, јас сум диабетичар. Добра. И одам на контроли, да не се работи за ретинопатија. Многу ми смета светлината. Носам дупли наочари. Едни со фотографи и плюс уште едни од озгора. Не знам дали е тоа... Дали е поврзано со диабетесот? Значи фотосензитивен сте, кога ќе излезете надвор на светлина, ви пречи светлината. Професорки, што некој прашање да немате или доволно? Дали има некакви, дали бил на комплетен офталмолошки преглед? Дали сте били на комплетен офталмолошки преглед? Да. И ви рекоа нешто, имате некаква диагноза? Демек почеток е на ретинопатија. Почеток на ретинопатија. Така. Добро. Доволно е тоа како информација за да дадете насоки. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Почетокот на ретинопатија може да значи дека има само промени кои што не се директно поврзани со намалување на видот, заради тоа што не се локализирани во пределот на макула, инаку секако дека светлината им смета на оние особи кои што имаат проблем кога е многу јако сонцето, заради тоа што доаѓа до собирање на зеницата и ако има промени во центарот за вид, тогаш и видот не е добар и заради тоа им пречи. Значи тогаш директно се гледа низ тесна зеница и светлината допира до центарот за вид и тогаш јасно е дека им пречи светлината, заради тоа и не можат добро да гледаат. Значи окото не се адаптира добро. Не, туку заради самата широчина на зеницата. Добре. Ако има промена во центарот за вид, кога ќе се собере зеницата под влијание на интензивната светлина, не може да гледа добро заради тоа што директно треба да гледа со тесна зеница, гледа само со централниот вид. Убаво што ова не го појаснивте. Ајде уште еден гледач да вклучиме. Добар ден. Добро, гледачот се исклучил, ние одиме понатаму. Ги споминавте анти-ВГФ, инекциите кои што се даваат директно во око. Имам уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Ама не сум исклучена, што е проблем? Вие сте во програма, ние одлично ве слушаме. Вклучена сте во програма. Повелете. Само ќе ве замолам, разговорот не, се исклучи гледачката, беше во програма, но не свати дека беше вклучена. Ете, можност уште еднаш да се јави, имаме уште 12 минути до крајот на денешното издание. Професорке, во кој случај се препорачува лазерски третман кај пациентите кои што имаат оваа болест? И е поврзана со диабетесот? Тоа е одлично прашање. Заради тоа што лазер фотокоагулацијата од 90-тите години до појавата на анти-ВГФ беше метода на избор во лекувањето на пациенти кои што имаат диабетична ретинопатија. Со појавата на анти-ВГФ до некаде се промени местото и важноста на лазер фотокоагулацијата, меѓутоа не можеме да кажеме дека лазер фотокоагулацијата повеќе не е важна или дека не се употребува. Што се промени во суштина? Во минатото, додека се користеше само лазер фотокоагулација, големите студии, во една од нив е одредена студија, така наречена ETDRS, да не објаснувам, да не губиме време што значи, во 1991 година покажала дека лазер фотокоагулацијата, бидејќи во тој период лазер фотокоагулација се применуваше и за лекување на промени во центарот на окото, значи и за така наречена диабетична макулопатија. И резултатите од таа студија покажале дека навремено направена и добро направена лазер фотокоагулација го намалува ризикот од умерен до тежок губиток на видот дури до 50%. Потоа, кај пролиферативна форма на диабетична ретинопатија, лазер фотокоагулација се прави до комплетно на целата ретина, она што ние го нарекуваме до крајна периферија, за да сега ќе се вратиме на она што е причина практично за појавата на нови крвни садови, за да се направи состојба во која нема простор
за развивање на така наречена исхемија. Исхемија представува состојба кога има недостиг на недоволна оксигенација на очното дно и таа е всушност главниот поттикнувач за развојот на нови крвни садови за неоваскулар, односно за процесот на ангиогенез. Ангиогенеза како термин значи создавање на крвни садови. Таа може да биде и позитивен феномен, меѓутоа во сите овие ситуации има негативно влијание и доведува до создавање на нови крвни садови. Во услови на таа исхемија, само уште ова, предпоставам дека има гледач, во услови на постојање на таа исхемија доаѓа до ослободување на фактори, како што е тоа васкуларно-ендотелијалниот фактор на раст, кратенката е ВГФ, кои што доведува до создавање на нови крвни садови. И затоа оваа терапија се нарекува анти-ВГФ терапија. Против создавањето на крвните садови. А лековите се така наречени инхибитори на ослободувањето на тој ВГФ, заради тоа што тие имаат во принцип различен механизам. Меѓутоа, оно што е заедничка карактеристика е дека го блокираат, се врзуваат за рецепторите за кои што се врзува ВГФ и на тој начин го блокираат неговото врзување и неговото ослободување и на тој начин го остваруваат својот позитивен ефект. Да ги вклучиме гледачите кои што така, добар ден, повелете, по програма сте. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Имам кратко прашање за докторката. Повелете. Имам почеток на катаракта. Добра. На едното око, на левото. Носам диоптрија 3. Докторката последниот пат ми рече да земам 3,25, со тоа ми рече дека ќе успориме катарактата. Дали е точно, дали ја просто не верувам со Значи, со малку посилен диоптер, дека може да се успори катарактата. Ова е интересно прашање. Ви благодарам за вклучувањето, ви благодарам што го поставивте во програма, професорке. Ако пациентот има, јас не можам да зборувам на памет, или не знам каква му е состојбата, зашто има развој на катаракта. Генерално, кога се развива катаракта, доаѓа до миопизација на окото. Значи, диоптерот се намалува. Кога има катаракта, пациентот, ако не е тоа катаракта за операција, ако е почетна катаракта, тогаш се намалува диоптерот кој претходно го носела особата. Така да не знам за колку е таа катаракта развиена, каков вид на катаракта е така. Обично пациентите се многу срекни дека имат подобрување на видот, а всушност во позадина стои катаракта, така? Кај овој гледач конкретно, да. Меѓутоа, ако се надоврземе тука на диабетичната катаракта сепак припаѓа во групата на, иако рутински се изведува, ништо од тоа не е спорно, меѓутоа сепак припаѓа во групата на катаракти кои што се малку посложени, заради тоа што може да се јават и евентуални интраоперативни компликации. Ајде уште едно прашање од гледач да слушнеме во продолжение на денешната Телма амбуланта. Добар ден. А се исклучил, добро. Продолжуваме понатаму. Изгледа дека не оставивме многу простор. Веројатно му било кажани на брзина да го постои прашањето, бидејќи имаме многу малку време. Јас од она што преостана од денешниот концепт ќе издвојам две прашања кои што сметам дека се интересни. Дали при наглото регулирање на шеќерот во крвта може видот да се замати? Значи, некој имал нерегулиран високо ниво на шеќер во крвта и потоа со примање на лекот ќе се стави во нормала. Дали тоа може да влие на видот? Да. Од тоа особено се однесува на инсулинската терапија, значи кај пациенти кои што имаат потреба. Инаку да нагласам само дека она што е правило, и ние тоа често го гледаме кога имаме пациенти кои што имаат развој на диабетична ретинопатија, значи пациентите кои што имаат диабетична ретинопатија, развиена диабетична ретинопатија, особено пациенти кои имаат пролиферативна форма на диабетична ретинопатија или веќе имаат и диабетичен макуларен едем или диабетична макулопатија, а претходно биле на таблетарна, на конзервативна терапија, тие пациенти треба да се вратат кај својот ендокринолог, заради тоа што треба да бидат ставени на инсулинска терапија. И сега во однос на ова, точно е дека кај пациенти кои што имале нерегулиран диабет и кои што започнуваат со инсулинска терапија, во почетокот може да има влошување на ретинопатијата. Меѓутоа, таа состојба понатаму, потоа во тек на одреден период,
со добра регулација на дијабетот, доколку сега сепак пак зависи од степенот на напреднатост на дијабетичната ретинопатија, подосна тоа не се случува повеќе. Меѓутоа, да, точно е дека се случува кај пациенти да дојде до влошување на ретинопатијата. Значи се жалат на заматен вид? Да, им се намалува видот. И што се презема во тој момент? Па во тој момент, значи, ако треба пациентот да носи очила, ние во тој период не даваме корекција додека не се стабилизира состојбата на метаболната контрола. Так, а дали бремените жени со дијабетес треба да одат почесто на офталмолошки преглед? Да, значи ако е тоа планирана бременост, се препорачува офталмолошки преглед, значи пред започнување и рано во првиот тримесечар од бременост. Тие се прилично дисциплинирани кога станува збор за таква една состојба и јас имам, да не речам доста, меѓутоа имам многу убави позитивни примери и тоа на пациентки кои имале пролиферативна форма на дијабетична ретинопатија, меѓутоа кои што се навреме ласерирани, кои што се стабилизирани и кои што успешно завршила и бременоста без значајно влошување на состојбата и на видната острина. Оно што сакам да го нагласам кога станува збор за лазер фотокоагулацијата е дека значи овие состојби генерално не треба да има воопшто простор за импровизација. Во кој смисол е тоа? Ако треба да се прави лазер фотокоагулација на ретина, денес напомнав заради тоа што анти-ВЕГФ делува и на отокот во макула, делува и на новите крвни садови, не се препорачува лазер фотокоагулација директно на макула, на центарот за вид, иако постојат современи нови технологии на лазер со кои што тоа може да се направи без последици, заради тоа што претходните конвенционални лазери оставаа сепак погруби промени на очното дно. Меѓутоа, доколку треба да се прави лазер фотокоагулација кај пациент со пролиферативна дијабетична ретинопатија или кај пациент кој што има венска оклузија на централната ретинална вена или има неоваскуларизација заради нови крвни садови и треба да се направи таа така наречена панретинална лазер фотокоагулација, треба да се направи до крај. Нема простор за она што го викаме ние недоволен третман, заради тоа што ако третманот е недоволен, тоа е исто како да го нема. Значи, или треба да се работи како што треба и да се направи оно што се вика полна лазер фотокоагулација во краток временски период, за да не се остави простор за влошување на состојбата и за напредување на крвните садови или за создавање на нови. Како пациентите реагираат кога ќе разберат дека треба да се направи една ваква интервенција? Дека ќе треба примат инекции директно во око или пак лазерска интервенција? Кога сам збор за лазер фотокоагулација и воопшто, мислам, мој впечаток е дека доколку на пациентите убаво им се објасни како вид на интервенции се прават и што ќе се случи доколку не се направи тоа, апсолутно нема никаков проблем. Најголем дел од пациентите се согласуваат на терапијата која што ќе препорача лекарот. А се плашат ли од инекцијата директно во око? Да, од инекцијата пред првата инекција генерално се плашат заради тоа што не знаат како изгледа навистина самата интервенција. После тоа веќе точно знаат како се одвива процедурата, што се прави. Страф не би зборувала за страф, нормално за чувство на непријатност заради тоа што сепак се работи за око, за инекција директно во окото. Меѓутоа, луѓето ја сваќаат неопходноста и кога ќе ги стават на вага она што го добиваат и она што би можело да се случи доколку не го прифатат советот на лекарот, тогаш се одлучуваат сепак за третманот. Меѓутоа, мислам дека е многу важно да се разговара со пациентите и точно да им се објасни. Наша обврска како офталмолози и како професионалци е да им објасниме на пациентите што треба да се направи, а крајната одлука е на самиот пациент. Ние тука не можеме да се наметнуваме. Професор, ке ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. И благодарам и вам, ова е многу важна тема и важно подрачје и останавме веројатно должни го оставивме тука, но ќе имаме простори за уште една емисија. Почитувани, ви благодарам што бевте дел од Телма амбуланти денеска. Пријатно.